Добар ден, почитувани, започува на новата Телма амбуланта. Кога ќе слушнеме средовечна криза, првата асоциација ни е маж во 40-тите години од животот, како вози црвен кабриолет или пак скап и голем мотор. Но дали ова стереотип на каков се начин може да се манифестира с кризата на средните години? Дали таа подеднакво се манифестира и кај мажите, и кај жените? Што можеме да направиме доколку препознаеме дека сме во криза на средни години? Ќе ја запрашаме Мирјана Јовановска-Стојановска, психотерапевт, вонреден професор на факултетот за психологија на МИТ универзитетот. Имаме интересна тема, затоа останете на Телма. Се чини дека многу крупни работи се случуваат во средните години. Децата се пораснати, кај жените се јавува менопауза, кај мажите андропауза, тука се неверствата, разводите, незадоволството од работата, од постигнатото во животот. Вела дека голем дел од сето ова е поврзано со средовечната криза. А што е тоа криза на средни години? Ќе запрашаме денешната гостинка, а тоа е Мирјана Јовановска-Стојановска, психотерапевт, вонреден професор на факултетот за психологија на МИТ универзитетот. Професорки, добро ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Кога зборуваме за средниот животен период, на кои години мислиме? Па обично тоа се некаде годините, средни години што ги викаме, значи некаде од 40-та, 35-та, 40-та, 50 до 60 години, зависно од културата и од местото каде го одредуваме тоа. Денеска векот на живење многу е продолжен него што било порано, така да можеби и после 60-та година е таа средовечност некоја, затоа што длабока старост или старост веќе после 70-та, можеби од година. Зависно, пак ќе речам, од регионот каде што луѓето колку е должината на животот и колку долго живеат. А познато ли е зошто се јавува оваа криза на средни години во овој среден животен период? Па, младите луѓе во основа се бесмртни. Освен одреден мал број од нив кои прерано се сретнале, нели, со трагичните случувања, да им изгубат некој што е близок, да умре. А повеќето од младите луѓе никогаш не размислуваат, нели, дека животот е краток или дека има свој крај биолошки и го живеат животот бесмртно. Значи, ги исполнуваат своите амбиции, прават она што сакаат, го освојуваат светот, прават нешто за себе. И некаде, кога ќе влезат луѓето во средни години, велиме дека настануваат првите промени прво во телото, нели, на ниво на хормони, на ниво на интелигенција, на ниво на физиологија. Почнува се некако помалце со некои мали траги да се менува. И тогаш се и годините кога родителите се веќе доста постари, значи има поголема шанса дека некој од нив ги изгубиле родителите, дека во животот се сретнале со губиток на блиски луѓе, нивна смрт. И настанува време кога почнуваме веќе да разбираме и да сваќаме дека животот има свој крај биолошки. Стануваме свесни за смртност. Да. И оствари свесни за собствената смртност, за собствениот биолошки крај. И овие сите промени се големо нешто и важно за една личност. Личноста почнува да се прашува себе си, окей, значи јас сум смртен. Што сега со мојот живот? До каде стигнав, каде ќе одам понатака? Така почнуваме пренагласено да ги преиспитуваме и успесите и неуспесите во животот, постигнатото. Да, што направив до сега, од сега што ќе правам, до кај се, без зависност како го концепирале животот до тогаш, дали оформиле семејство, дали имале деца, и без разлика, и да останале сами да решиле дека така ќе го живеат својот живот, да ги прерачунаат своите успеси, да ја прерачунаат што изградиле во себе си како личност, што постигнале, кај прошетале, што виделе, што доживеале во животот, од кои многу работи се откажале кога биле млади, затоа што им е речено, нели, дека не треба да ги прават работите, или затоа што ние сите сме воспитувани да влеземе во еден систем на живење, нели, се школуваме, па потоа очекуваат од нас дека треба да оформиме некоја врска, таа врска да прерасне во брак, да имаме деца, да
постигнеме нешто, да се вработиме, нели, ако може и државно да живееме на државен трошок, ако не ќе развиеме некоја кариера, кариерата веќе на 40 на години би требало веќе да биде видлива во кој правец ќе се движи, што ние сакаме во животот, и да размислуваме за тоа дали уствари ние направивме нешто во животот што ние сакаме, или сето тоа е резултат од нашето воспитување и влијание од социјалната средина во која сме пораснале. Кога ќе почнеме така да се прашуваме, ќе видиме секогаш некаде во некој делче недостасува нешто. Дека нешто сме пропуштили. Да, затоа што никогаш не може да биде идеално, нели? Никош не може Ако се. сме биле на Мадагаскар, не сме биле на Сејшели. Ако сме биле на Сејшели, не сме биле во Тајланд. Или било каде. Ако сме имале партнери повеќе, нели, до бракот, тогаш сме пропуштиле, например, да завршиме на време факултет. Или ако сме завршиле факултет, или сме се образувале, не сме дошле на време да се вработиме. Значи, не сме се журкале многу ако сме го завршиле добро факултетот, како очекувале од нас дека ќе постигнеме диплома со висок успех. Па сме се дошколувале, сме завршиле магистерски, докторски. Сега, тоа е време потрошено на нешто за кое што сме сметале дека треба. Ама колку од тоа време сме го потрошиле за нас, за нашите лични потреби. Значи, доаѓаат многу прашања, многу дилеми, каде сме, што ќе правиме со тоа што поминало и што не може да го вратиме, времето отишло. Што ние сега за следните ќе почнеме да прашуваме, а колку е должината на животот? Добро, во Јапонија е толку, во Европа е волку, таму не знам во Америка, па некаде е пократко, некаде е подолго, а кај нас во регионов како е должината на животот? Значи, уште колку ни останува? И што ќе правиме за тие години? Така сега да надокнадиме. И самото еве зборување веќе прави некое чувство, прави прашалници, и тие прашалници ги доживуваме, нели, внатре во телото, и ги доживуваме во нашата свесност. А што сакам јас за себе си во животот? Дали сакам другите еве да ги задоволам сите тие создадени општествени од родителите и од сите, нели, социјалната средина, норми што сум требало да ги постигнам како човек, а можеби би било подобро, нели, да отворам некој на Бали кафич покрај море, па таму да си живеам. Се случува луѓе да остават и кариера, која што граделе со години, ете да одлучат токму ова, да речеме да пуштаат музика. Да. Сега дали тоа пуштање музика ќе го определам како мое хоби, дели? Па после работното време или за викенди кога сум слободна ќе одам ќе го правам тоа, или ќе се откажам тотално од мојата кариера во која што ја многу сум вложила и колку сум постигнала, зашто ако дојдам до некоја успешност која мене ме задоволува, многу потешко ќе биде да направам такви драстични промени и покрај тоа што мислам дека можеби нешто би требало да направам поинаку во својот живот. И реакциите доаѓаат од секого. Значи, тоа е навистина време со кое што ние се соочуваме со вистината за животот. Сите ние се соочуваме со вистината на животот, значи сите ќе влеземе во така наречена криза на средни години? Па сите. Сите, затоа што сите кога ќе дојдеме до сознание дека нашето биолошко постоење е ограничено, луѓето и оние што претходно биле атеисти почнуваат да бараат, да веруваат во нешто, односно почнуваме да си одговараме, да си бараме одговори на прашањата, а што е уствари живот, а што е нашата свесност, а кои сме ние, дали сме единствени на планетата, значи не само како филозофски прашања, што човечкиот род ги обработува, нели, од своето постоење, туку и како некои лични нас што не засегаат прашања внатре, некоја внатрешна филозофија. А која е смислата тогаш на мојот живот? Да, јас ми кажа дека така треба, направив се, се оженив, се омажив, имам деца, или имам кариера, или сум створила нешто што треба, и сега каде од тука? Дали е тоа она вистинското што јас го сакам? Дали е тоа реализација моја или е реализација на она што ми рекле дека треба да го правам? Значи, тоа се тешки филозофски прашања, внатрешни наши, длабоки, многу чести, и ние и да не седиме вака да си го мислиме, да си се прашуваме, обично во разговор со другарите, со пријателите, со роднините, со луѓето што ни се блиски, ние си ги поставуваме тие прашања. А дали сме единствени во космосот, а дали уствари после смртта има уште нешто?
и би било добро да има, нели? Затоа што конечноста за многу луѓе е соочување со страв. Во основите на сите религии, на сите, нели, некои верувања, постои стравот и оправдување, некое раскажување за тоа што после крајот на животот. Дали нашата свест, дали нашата душа, дали нешто од нас ќе остане понатака. Не е доволно да се видиме пресликани во своите деца и внуци, дека да, они ќе го... Ама ние каде? Да, они ќе продолжат генетски, ќе продолжиме да постоиме. Нашата не е доволно објаснувањето на науката дека материјата не пропаѓа, нели енергијата. Нашата материја ќе преиде во нешто друго, во некој друг облик. Енергијата што ја држиме како материјални суштества нема никогаш да пропадне, ама што е со нашата свесност. Дали ние ќе продолжиме во рајот, во пеколот, дали ќе бидеме казнети можеби за некои наши грешки. Тоа се години кога почнуваме да размислуваме за тоа што сме пропуштили, што сме грешиле. Па кај многу ќе се појават чувство на вина, чувство на каење. Може требаше поинаку да постапам, може требаше тоа тогаш да го направам, а да не го направев тоа ќе беше поинаку. Значи тоа се еден развоен период од нашиот живот во кој што ние зборуваме често за адолесцентите, дека е тоа еден многу бурен развоен период, ама велат ова е еден втор пубертет во животот. Да, една втора многу важна промена во животот, кога навистина и телесно исто како и пубертетот. Така, телесно се менуваме и ние почнуваме да го чувствуваме тоа телесно менување, зашто нешто почнува да се случува во нас. Например, кај жените може би многу повидно заради тоа што се случува нешто со менструалниот циклус, хормонските промени, ама тоа се случува и кај мажите. Они не се лишени од тоа. Кај нив само и тоа може да доведе до промена на расположението, промена на користење и доживување на собствената енергија. Можеби ќе се осетиме депресивно или ќе се осетиме со помалце расположение или со помалце мотивација. Значи, и тоа да е продукт само од работата на нашиот организам. Значи, промени ќе има и кај мажите и кај жените, бидејќи првиот впечаток, односно првата асоциација која ќе се спомене криза на средни години, е маж во 40-тите години од животот, како вози голем црвен кабриолет или купил Харли Дейвисон, голем мотор, или пак некој успешен маж кој што во скапа опрема, наутро джогира, по платне вежба со личен тренер, нели, за да изгледа подобро. Па потоа излегувања во кафани, дружби, љубовници и слично. Стереотипи ли се сите овие работи или не? Па да. Може се тоа слики на некои екстремни случаи или се стереотип да се размисли за кризата на средни години, иначе ние сите ја доживуваме без разлика како ќе ја манифестираме. Зашто такво нешто сега се случува не сега, него секогаш се случува и кај жените, ама сега веќе и видно, затоа што улогата на жената која треба да седи дома, нели да чува деца и така, и нив им се случувала. Сега ти посегнуваат по естетската хирургија, по... Да. Имаме примери, нели, на филери, ботокси, филери, пластични операции, затегања, пеглања, изгледот, менување на фризурата, бојата на косата, начинот на облекување, вежбање, диети држење, начини на живот, излегување со другарки, патувања. Значи, кој, како и колку може да си дозволи, ама и значи, она што е можно и реално во животот да го постигне, можеби да се врати во некое време, желбата, ете, кога бев младен, или почнуваат да зборат, во мое време. Како да ова време не е нивно, нели, ама пробуваат да направат, да ја задржат младоста, да го задржат младиот изглед на кожата, на лицето, на телото, на начинот на живење, се противат на тоа, некој да им рече, вие, нели, чичко, тетка, која ќе почна децата да не вика, ги навредува. Тогаш, па не е навредливо, него тоа како, некој ќе ни биде шамарче, значи ја влегов во тие. Никој не ми вика девојко или дечко, него вика чичко, а може да прашам или ве молам тетко нешто. Значи ја влегов во таа категорија на чичковци, на тетки. Добро што не ми рекол никој баба. Добро. И така,
начинот на кој што луѓето се однесуваат, нели, вие сте постари, повлезете, зашто на работа ќе дојдат некои што имаат 20 и нешто години. Па ќе речат, да ви отстапам место еве за постарите. Мислам тоа веќе, затоа што реакцијата на околината према нас најнаш ќе биде променета. И јас добро, сега не сум ја тетка, не сум ја чичко, еве ќе видите колку можам да бидам млад. Значи оваа слика што вие прочитавте на еден маж кој така се однесува, дели, доста младалачки, носи кожни јакни, одново се стегнува, вози мотори, коли и така, може би и не е ништо страшно, нели, ако го прави тоа во слободно време, ако сака нешто да промени, ама ако веќе влези во тотално менување на животот, нели, сите одоколу кои се засегнати од тие промени, ќе почнат да патат и да се прашуваат што се случува со човекот, со жената, зашто сето ова се беше во ред до сега. И одеднаш ништо не е. И одеднаш нешто се случува што е многу значајно, нешто кое донесува многу прашања и кој ги плаши сите. Јас издвоив неколку знаци за криза на средни години што се типични за мажите. Еве да ги слушнеме, па може дел од тиве да искоментираме. Значи, мажот вели дека животот е здодевен. Му се менува погледот драматично кон животот, размислува да има или веќе има вондрачна врска, однедадеш носи импулсивни одлуки. Драматично го менува сопствениот изглед, не е заинтересиран да поминува време или да има интимни односи со партнерката, почел да пие и да злоупотребува други супстанци, покажува типични знаци за депресија, претирано е носталгичен и се присетува на младоста и првата љубов. Значи, ова нешто што се случува кај мажите, претпоставам дека слични вакви работи може би не волку драматични, би можеле да издвоиме и за жените. Кај некој. Но еве што значи кризата за средни години за бракот, бидејќи гледаме дека многу често се размислува за вонбрачни активности, љубовница и слично. Па и љубовник, нели? Ако тргнеме од тоа што е брак, значи тоа е една институција, да кажем, која е напорна, тешка, многу одговорна, многу комплицирана. Да останеш да живееш со еден човек, со една жена, многу години, да твориш, да родиш деца, да ги одгледаш, да создаваш, секојдневно да разменуваш мислења, да па едниот зрее побрзо, па другиот поспоро, па едниот развил кариера, другиот не, па другиот не знам што. Значи, да се движиш во различни правци, затоа што модерното општество веќе го дозволува тоа. Порано жената била дома, а мажот бил тој што се развивал и што излегувал и што одел и правил нешто во животот. Денеска ние едно модерно семејство може и да опстане само ако двајцата работат и ако двајцата имаат кариера, прво од економска гледна точка. Од финансиски така сигурно. Аспект. А две личности кои се независни, различни, треба да најдат нешто како со години да живеат заедно, да ги прават работите, заеднички да одгледуваат деца, заедно да стекнуваат имоти, заедно да се договараат, па кај ќе идат на одмор, па кој што ќе прават, па како ќе си ги третираат роднините од едната и од другата страна. А раѓањето на децата е убиство на сексот, на страста, на она што ако било претходно, додека биле млади, проблемите треба да се платат сметки, значи тој е основниот проблем, па се до оние други проблеми како ние ќе се реализираме како личности во животот, покрај во бракот и во нашата кариера. Значи нешто сложено, многу бара трпение, многу компромиси, многу знаење како да се справуваме со сопствените емоции, како да ги препознаваме емоциите кај партнерот, како да се справуваме со тоа што го доживува, како да комуницираме меѓу себе, значи толку е тоа сложено, што има безброј стапици, безброј пречки на кои што сето тоа може да пукне, да се скрши и да се распадне. И сега оваа средновечна криза е доливање на, нели, како масло на оган, кога навистина, окей, јас имам деца, ги одраснав, еве правев се што треба, и еве децава растат, нели, па ќе дојдат децата во адолесценција, па не те признаваат, па ќе ти кажат дека ти недоволно знаеш или дека си веќе во старата генерација.
Значи, се појават уште повеќе прашања за тоа, за себе си, за кој сум, дали беше правилен изборот. Ето што се омажи, па што имам деца сега. Може требаше да си изгледам кариерата, ќе беше спокоен еден живот. А дали очекувам благодарност некоја, барем од околината, од сопругот или од сопругата, од децава, од родниниве наоколу на кои што сум се грижела, па мајки, татковци, па ги носиш, па ги разнесуваш, па правиш све. И наеднаш благодарност нема, сите го примаат тоа нормално што го даваш. И што сега? Каде со децава? А и овој партнерот што го имам, често пати не ги исполни моите очекувања, нити од бракот. Значи, далеко е од сето она што јас некојаш сум си го замислувала, нели сите сакаме да читаме приказни, па си живееа срекно до крајот на животот. Холивудски сценарии. Да, ама тоа си живеа срекно до крајот на животот, во приказните го има, ама... Во една реченица сведено. За да го одживееш срекно до крајот на животот, што значи тоа? Години, ден за ден, месеци за месеци, нешто страшно многу. Болести да не зборувам, проблеми други во животот, од страната во која што живееме, нашата социјално-политичка, економска транзиција незавршена за 30 и кусур години, уште колку време ќе поминуваме, промени во економската состојба, во законите, во начинот на кој што функционираме, промени во општеството, промени на вредностите, на моралот, на етиката, промени на човечкото начин на живење. Порано одевме на излети во Саре, сега треба во Грчка да идеме, нели? Па треба, не знам, тоа бара финансиски средства. Така да, страшно тешко е да се остане долго во брак. Или пак е многу безбедно, ама средина, како заштитена некоја средина, зашто ги знаеме правилата и покрај тоа што ни прави страшно големо незадоволство. Кога ќе дојдеме во средни години, ќе речеме, тогаш ќе станеме свесни за тоа незадоволство во бракот, за кое што и ние ништо не сме направиле да го поправиме, него само сме го прифатиле. Так. Сме престанали одавна да разговараме со партнерот за тоа дека може ми треба повеќе секс, или ми треба повеќе внимание, или ми треба повеќе време да поминуваме заедно. Сме се откажале од тоа и само идеме како машина и наеднаш, ја имам 45 години, веќе неколку пати немам менструација, или мажот вели, осетив дека последниот пат се појавуваат симптоми, можеби некогаш, не секогаш можам еректилна дисфункција. Дисфункција некоја да се појави. И почнува да се, до кај стигнавме сега. Дали е ова што ја сакам да живеам? Кој е овој партнер тука? Можеби он е крив. Или зашто не го сакам, затоа мене ми се случува. Ако пробам на страна или некој помлад или поубав, секогаш има помлади и поубави, ние во текот на не знам колку години живење заедно со некого, нормално дека ќе срекаваме луѓе околу нас. И ќе бидат млади, и убави, и секси, и секакви, и нас ќе ни се допаѓаат. Со некого ќе ни биде попријатно да разговараме, да седиме, можеби ќе ни се родат некои чувства, некоја потреба да се вратиме во младоста, да доживееме одново страст и љубов. И кога ќе почнеме да ги поставуваме сите тие прашања, без да ја видиме нашата одговорност за тоа кај сме стигнале, зашто мојот брак не е таков како што јас би посакала, зашто мојот сексуален живот не е таков како што би посакала, зашто мојот маж мене не ми обранува внимание, а какво внимание ја не го му обранувам, зашто мојата жена не обликува сексијалишта, зашто има 2 мали деца што спијат со незе навечер, што обично и мочкаат у кревет, и плачат, и она цел ден додека ги однела, отишла на работа, па ги однела на вежбање, па ги однела на пливање, па се вратила вечерта. Претипана дома. Доаѓа си обликува тие памучни гаки, некоја спавачица без везе или некоја стара што па си легнала да спие, зашто мојата жена не е секси повеќе. А нели пазарот, понудата е огромна. Мислам дека е тешко да се пројде низ тоа, али мислам дека има и многу помош за тоа. Импулсивни одлуки се носат ли често пати во овој животен период? Преку ноќ да се прекине бракот, да речат толку. Се разведуваме. Па така, импулсивно баш не иде. Тоа иде еден долг процес во кој што ќе се разведуваме, не се разведуваме, па ќе се караме, па кој ќе си отиде или нема да си отидат, па ќе останат тука,
па тој ќе излегува, таа ќе излегува, или некој од нив излегува, некој не. Значи, тоа се процеси. Многу од тие бракови остануваат да постојат и понатака. Прво заради тоа што они во меѓувреме создале деца, создале многу материјални добра, кои треба после да се делат. А некогаш и се прекинуваат. Сега јас не знам процентуално точно кај нас како би тоа идело, ама по оно што јас го живеам овдека и тоа што го знам што се случува наоколу, значи имаме процент на бракови кои престануваат да постојат затоа што се најдеш љубов некоја, така која изгледа сега идеална, во која се враќаме одново на младост, одново доживуваме страст, заљубеност, тој ми носи цвеќиња или таа му прави манџички, нешто заедно доживуваат, одат на викенд, и да се формира нова заедница, нов брак. Сите имаат деца веќе во браковите, односно ја усложнуваат одново ситуацијата и после година, две, три или после некое време одново влегуваат во тие проблеми. Интересен податок прочитав кога се зборува за размислувањето да се има вонбрачна врска, кога некој од партнерите кој е во криза на средни години, ќе има љубовник или пак љубовница, не помагат, велат, ниту ултиматумот не помага да ја прекине таа врска. Каков ултиматум? Да прекине, инаку ќе се разведеме и слично, или некаков ултиматум. Не помага, бидејќи тоа е во криза. Бидејќи всушност кризата на средни години го довела до оваа ситуација, дека не се согласувате со себе. Па вака, криза на средни години не е нешто што е свесно, што нас не обзема и што е одговорно за тоа како ние го живееме животот. Значи сепак се лична одговорност. Сигурно, не може да се повикуваме на кризата на средни години е наша, а ние должни сме да бидеме свесни што се случува со нас, што се случува со моето тело, што се случува со мојата психа, со мојата кариера, со мојот брак, со мојот живот. Јас сум одговорна за тоа како ќе го живеам тоа и како ќе го разрешам. Значи, кризата за средни години не е оправдување за било што. Да, секој може да реши како сака. Има право, ако некаде не му е добро, да го напушти тоа. Ама затоа што е тоа моје лично решение, не заради мојата криза на средни години. А има ли тригер фактори кои што можат да ја започнат оваа криза на средни години кај некој кој што се чувствува релативно добро во животот? Да речеме, раѓање на внуче или пак смрт на родителот. Па не мислам дека е тоа. Тоа е дел од таа криза на средни години. Реков дека прво е промената, телесна промена. Значи нешто почнува да се случува со нашите хормони. Нешто почнува да ни се менува, нашиот метаболизам веќе не е толку добар. Значи ништо преку ноќ не се случува. Не може одеднаш да настапи. Од еден развоен процес е нормално сето тоа. Развоен стадиум, така. Да. Некој старее побрзо, некој поспоро, некој изгледа помладо, некој изгледа постаро, некој подолго му траат хормоните, некој пократко му траат. Ама ние сите поминуваме, особено што за тие 40 на години ќе пројдеме низ многу стресови. Стресот влијае на нашиот организам. Ако ние не сме успеле до 40 години да најдеме начини како ќе го некако ќе се справуваме, ќе го намалиме ефектот на стресот или барем како да не биде долготраен, зашто ние не можеме да немаме трауми, да немаме некого сме изгубиле од родителите, некој од блиските пријатели, некој се разболел, некој доживеал трагедија. Ние сме дел од една социјално живење и сме имале многу стресови. Ако до тогаш не знаеме како да се справиме со стресот, тогаш уште повеќе нема да знаеме како да се справиме. Тогаш ќе бираме еве вакви екстремни некои спортови, да речам, во животот, за да мислејќи дека на тој начин ќе се справиме со стресот. Значи, промените во нас ние не може да ги запреме. Можеме да ги успориме со начинот на живење, со исхрана, со спортовите, со одржување на нашата ментална здравје, со когнитивното здравје, да правиме, нели, да си одржиме, да можеме да се концентрираме, да работиме, да ги исполнуваме понатака нашите амбиции. Ама процесот на старење не може да го запреме.
Што ако забележиме дека не зафатил виорот на средовечната криза, дека сме почеле да носиме импулсивни одлуки, дека нешто се случува со нас? Знаете како, тоа може да не направи многу живи. Да се вратиме на спортот, да се вратиме на тоа да пазиме што јадеме, да се вратиме кон витамините, кон квалитетни одмори, квалитетни дружења. Шанса за поубав живот. Да се вратиме кон тоа овој човек за овие 10 на 15-20 години што ми е сопруг или женава што живее со мене, кои се промениле и подостареле за тие години, исто доживале толку многу стресови, да се вратиме кон тоа дека можеби таа врска има потенцијал. Па да биде потенцијали уште секогаш да за све има. Што можеме ние заедно да направиме? Значи, пред да одлучиме нешто што е драстично промена на животот, би можеле да пробаме тоа што го имаме да го обновиме. Ако има што да се обнови, нели? Затоа што имаме драстични исто бракови во кои што има брачно насилство, во кои што има алкохолизам, наркомани, дрога, мислам нешто, не дека тие луѓе би требале тотално да се осудат, ама донесуваат многу проблеми во брачното живење, во семејното живење. Дали е тоа времето кога треба навистина да решат и да се лечат и да се прекрине сето тоа, за да квалитетот на живењето се подобри? Ако го немаме сето тоа, тогаш можеби да се сетиме што беше, зашо се оженив јас? Зашо се омажив? Сигурно некогаш сум го сакала тој човек или он мене ме сака. Можеби има некои вредности, ако јас со некого сум го живеел толку години, можеби има нешто што можеби ме поврзува. Ако сум сигурна дека не е тоа, можеби ништо не е страшно да се смени животот и да се разведат луѓето. Подобро е добар развод, нели, него едно мачно заедничко долгогодишно живење. Можеби тоа е период на некои такви драстични одлуки, кога треба да се прашаме, значи, како понатака ќе живееме. Ама, одлуките што ќе ги донесеме, ние да бидеме одговорни за тие одлуки. Значи, не ги донесуваме заради кризата на средни години, него ги донесуваме затоа што треба да го подправиме квалитетот на нашето живење. Особено што често многу луѓе во тие години се одговорни кога ги донесуваат одлуките, тие одлуки влијат на нивните деца. Значи, кога ги имаме децата некаде до нивна 18 на години, кога се полнолетни, сите тие 18 години ние сме одговорни за нив. И законски, ама и емоционално, и како луѓе, како некого што сме го создале на овој свет и го сакаме. Сме го донеле по наше решение. Нели ние? Ниедно дете не пишало молба, ве молам мамо, тато да ме донесете на свет, јас сакам со вас да живеам. Можеби ако би бирале, нема ни нас да не изберат. Ама ние сме ги донеле, ние сме решиле заради секој своја причина, зашто морал, зашто така дошло, зашто требало, зашто имам нагон мајчински, татковски, не знам, треба да ја продолжам врстата, зашто дедо ми, баба ми, мајка ми кажале и така. Кога ќе ги донесеме на овој свет, ние донесуваме натака одлуки што лично нив ги засегаат за нивниот живот. Како ќе ги храниме, како ќе ги гледаме, како ќе ги школуваме, колку ќе обезбедиме за нив, кај ќе ги пратиме, колку ќе ги сакаме, како ќе ги воспитаме, како нив ќе ги научиме да бидат одговорни за себе си, за својот живот, колку ќе им дозволиме да бидат самостојни, да прераснат во личности кои ќе можат сами да се справат во животот и да не бидат зависни од нас, колку ние ќе се проектираме ни се што не сме оствариле во животот на своите деца. Значи, сето тоа се наши одговорности. И одлуките што ќе ги донесеме кога ќе не фати средовечната криза, исто така влијаат на нив, како нивниот живот ќе биде понатака. Значи, одговорноста е тука длабока и да. голема. Кога сите ние ќе размислуваме за собствената одговорност, за животот и за одлуките и зборите што ги правиме, ќе треба да живееме со последиците од нашите одлуки. Што доколку тоа потенцирано анализирање на она што сме го постигнали, не сме го постигнале, не доведе до една анксиозност и депресивна состојба? Дали средовечната криза понекогаш оди рака под рака со депресијата? Па да, може и да биде депресија. Мислам, депресијата може све да ја предизвика.
Тоа е зависно од нас. Сега не зборуваме за клинички депресии, за луѓе кои имаат недостатоци на одредени хемиски материи таму или функционирање на нервниот систем, него зборуваме за депресивно расположение, кое може кај секој од нас да се појави во текот на целиот живот и може да биде од се што предизвикано, ама може и од ова. Кога ќе сватам дека јас некои работи што сум ги сакала во животот и не сум ги остварила. Кога ќе видам каде сум сега, и тоа е далеко од нешто што јас сум си замишљала во животот дека треба да бидам негде. Кога ќе видам дека децава не се такви како ја што сум си сакала, или немаат таква професија, или не постигнале, кога ќе го видам мажот ми дека подостарел или жена ми станала некоја што веќе не ја познавам, може да се појави депресија. Или јас не сум направила тоа што сум планирала во животот. Не сум задоволна од работата, од колегите, од шефот, од платата. Сето тоа може да предизвика депресивно расположение кај секого. Гледам физички, не сум веќе како што сум била, нешто ми се случува. Самата помисла на старење, помислата на конечноста на животот може да предизвика депресивно расположение. Но тука си оние сендвич ситуации кога треба да се грижат и за помладата генерација, за децата, но и за постарата генерација, за своите родители. И тоа е дополнителен притисок, а некои тоа создава проблем. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања. Имаме малку време до крајот, но со неколку концизни прашања ќе може да се добие и соодветен одговор. Ние продолжуваме понатаму. Дали сметате дека психотерапијата може да им помогне на оние кои што сметаат дека се соочиле со средовечна криза која што им создава проблем во животот? Секако, кога ќе се осети депресивното расположение, затоа што во текот на денот ние можеме заради некоја информација да се почувствуваме депресивни. Така со помалку енергија, да останеме тажни, замислени, ама утре, ден, два, три, ќе ни помине. Ако сетиме дека таквото намалување на расположението, повлекување од дружењето, од секојдневието, или па преголемиот наплив на енергија, па сакаме тука нешто да правиме, сега премногу нешто го правиме, ама сега тоа премногу што го правиме, премногу и не измара. Нели? Стрикни диети, вешпања, некои излегувања, премногу работа. Треба да прашаме некого, да одиме да разговараме со некого. Постојат кај нас себе се повеќе се појавуваат професионалци со кои што еден разговор може да ни помогне да видиме кај сме сега, што сме сега, што е тоа што не мачи, што е тоа што не тера, или да висиме како жални врби, или па да бидеме преактивни, премногу расположени и имаме желба да го смениме целиот живот и не ќеме више да живееме така и значи било како да е. Значи двете крајности се всушност причина за посета на психотерапевт. Да, окей да дојдат и да разговараме со некого. На сите нас ни треба, не им треба само на луѓево, па сега овие психотерапевти и психолозиве се некои таму они све знаат. Мислам, кога се однесува нашите собствен живот, никој не знае доволно. Така е. Така да, на сите нас ни треба да одиме, само што ние, например, психолозите сме си по-искрени со себе, дека кога не ми е добро, јас ќе разговарам со колешките, ќе отидам некаде, на онлайн некој ќе му се јавам, што знам дека е добар за тоа и за тоа, некој колега некаде, ќе поразговарам за тоа, така да станам свесна што во овој момент ми се случува, кои се опциите, како сето тоа може да се реши, која е мојата одговорност во сето тоа што ни се случува, зашто без разлика што ни се случува во животот или како живееме, дел од сето тоа е наша одговорност. Така. Имаме двајца гледачи, ќе им дадеме можност да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Голем поздрав. Прекрасна емисија водите. Тоа нешто незаборавно не... Навистина ми е драго што ви се допаѓа денешната тема. Дали имате некој конкретно прашање што би сакале да поставите? Конкретно прашање, јас сето тоа го сеќам и едно прашање, ако може да ми каже за вчерашниот доктор како се вика и кај работи, ќе моја Марија. Така, јавете се после емисијата и сите детали ќе ви бидат појаснети, да се задржиме уште малку на за што денеска говориме. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Ви благодарам.
Имам едно прашање. Мажот ми е премирен, лани во мај, од простатата во Охрид се направи, мислам канало му го проширија. И сега само како уплашен седи. Не шета, Така, значи, пие апчиња лицеа и за притисоко пие. Инаку добар е, нема ништо. Ама како уплашен е. така е. Му се И јави Медаров ми рече страв. од тука до Пелистер чичко да шеташ. Ама уплашен многу така е. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, што можете да советувате во една Па ваква да, ситуација. обично некогаш кога имаме здравствени проблеми, значи може и да и се појават такви промени во однесувањето, во доживувањето и еве ако веќе пие лицеа, што сигурно ќе му помогне, нели, серотонинот, односно расположението би му го подобрило, али како што му советувале, дека би требало да излегува, да шета, значи и он активно да учествува во подобрување на својата состојба. Ако ова состојба трае, тогаш би било добро да најдат психолог, а слушнам дека се од Охрид. Така, јас како што разбрав, во да. клиниката во Охрид работи еден психолог, тоа е Светлана Иловска, која е фантастично добра еве вака за психолошки советувања, за психотерапија и мислам дека ќе може да нема да биде на одмет, да отидат неколку пати, да поразговара и најверојатно ќе си најде мотивација, ќе си најде поттик како да си помогне понатака себе си, за да му се поправи расположението. Што е многу важно. Да. Велате дека и успехот во лекувањето многу често зависи од нашиот став кон животот и од нашето расположение. Затоа што така, кога имаме проблеми, нели, здравствени, може тоа да го покаче стравот, нели, за собствениот живот, за собствената состојба. Така да ништо не е страшно тоа што се случува, само нека си побара помош. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Ало. Во програма сте, повелете. Добар ден, поздрав до вас. Ви благодарам. До водителката и до гостинката, до психологот. Благодарам. Анонимна гледачка. Вака сакам да прашам, јас сум во тие години, 44 години. И осеќам некогаш, еве сама сум со децава, маш ми не е моментално тука, е во странство. И осеќам некоја како несигурност, како најверојатно сум влезена и веќе во менопауза. И осеќам како некој страв, како не сакам да се дружам, не сакам да излезам од дома, повеќе сум со децава, преокупирана сум со нив. Двете одат на училиште, синот е 15 години, керката 11 години. Так. Па сега се двајцата во пубертет влезени. Па се малку проблематични сега. Проблематични, така, по адолесценти, не им се наоѓа крајот. И сакав да ја прашам психологот, да си наоѓам занимација, значи читам нешто, ќе излезам надвор, ќе прошетам, али навечер ми идат тие такви некои мисли, што ќе биде, како ќе биде. Значи, сакам да прашам дали е нормално на овие години така да се чувствувам. Така да се чувствувате. Ви благодарам за вклучувањето во програма и тоа што го споделивте вашето искуство, што ќе советува Иријана. Вака, значи овие состојби, да кажем, прашањата и не секогаш добро да се чувствуваш е нешто што постојано е во нашиот живот. Значи, ние вака брановидно се движиме и низ денот, па камоли низ животот. А ако овие состојби не предизвикуваат пречка за да се врши секојдневната обврска или она што ние сме си го дале во животот како задача, тогаш би можело, нели, секој сам да си преземе нешто, да ги смени активностите во животот, да си се праша сам себе си што е ова што ми го предизвикува ваквото расположение, зошто така се осеќам, да оди да ги провери хормоните, да види какви хормонални промени се случиле. Значи да го провери собственото физичко здравје, да прочита на интернет. Сега има толку многу совети како би можеле да поправите своето расположение, што се би можеле да се направи, идеја да се добие нешто за да
правиме во животот нешто што не интересира и како да се чувствуваме. Ако не успееме во тоа, тогаш не е на одмет да најдеме некого со кого ќе поразговараме, па да видиме навистина што ни се случува, за да знаеме што да му правиме на тоа што ни се случува. Зашто тоа може да биде знак или на хормонални промени, знак можеби на некое длабоко незадоволство, а можеби тоа може да се реши сето со некои ситни промени во животот. Значи, мерката дали тоа што го осеќаме ни смета на секојдневното функционирање треба да биде таа што ќе ни покаже дали треба да побараме помош некаде или можеме нешто ние да правиме сами. Мирјана, ви благодарам многу за вашето гостување во денешната Телма амбуланта. На вистина на еден убав, прекрасен начин ни појаснивте што точно представува кризата на средните години и дека всушност одговорноста е во наш самите. За секоја одлука што ќе носиме, не можеме да се повикуваме на средовечната криза за се она што ни се случува. Па, средовечната криза е нормален дел од нашето живење. Значи, од нашиот развој, од нашиот живот. А за се како ни тече животот во голема мерка, ние сме одговорни за изборите што ги правиме и одлуките што ги донесуваме. Тие промени не може да ги сопреме, ама можеме ние да контролираме како ќе го живееме животот. Ви благодарам и вас што ме поканивте за вака интересна тема да разговараме. Ќе се видиме повторно. Да. Кога повторно ќе зборуваме за нешто вака интересно. Почитувани во беше се во денешната Телма амбуланта. Гостинка ни беше Мирјана Јовановска, Стојановска, психолог, психотерапевт. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, ви посакувам пријатен ден.